Почитувани граѓани, само неколку дена пред изборите СДС се во очајна ситуација. Исплашени од позитивната атмосфера која е на наша страна, тие се во состојба да смислуваат приказни кои немаат никаква основа. ВМРО ДПМН е во целост фокусирана на позитивна и успешна кампања. Ние работиме и се обидуваме да ставиме белег за успех и тимско работење. Нека им биде јасно на СДС дека ние немаме време за негативна кампања и раскол. Ние водиме позитивна кампања и нашето време го трошиме за продуктивна работа. Наводните шпекулации дека јас, кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник и иден градоначалник, дека сум дал подршка на листа на Ристо Сакалиев, се целосно неточни и ги демантирам. Крајно позитивна кампања бара многу труд и време. Земете пример од нас. Како се води позитивна кампања, и јас како кандидат, заедно со листата на советници и целото членство, имаме одлична соработка и очекуваме на 15 октомври огромна подршка и добра излезност. Почитувани, како кандидат за градоначалник и иден градоначалник, ве повикувам да излезете на 15 да го дадете гласот за Македонија за број 13, за градоначалник и број 13 за мнозинство во Советот на ВМРО ДПМН. Само така можеме да ги оствариме сите проекти, сите наши зацртани работи во позитива за граѓаните. Се убаво кавадарци. Почитувани членови и симпатизери на ВМРО ДПМН. Почитувани сограѓани, роднини и пријатели. Низ градот се проширија низа дезинформации за наводен раскол во партијата. Еве сега, стоиме пред вас и најодговорно тврдиме дека партијата никогаш не била посплотена. Кандидатот и јас, како председател на ВМРО Кавадарци и носител на советничка листа, нема да дозволиме некои структури, поединци или мали советнички листи да го минираат резултатот и убедливата победа која ни престои. Наводните шпекулации дека кандидатот на ВМРО ДПМН дал подршка за листата на Сакалиев се невистинити и во целост ги отфрламе. Давањето подршка или глас за листата на Ристо Сакалиев е еднакво на давање глас за СДСМ или одење против самите себе. Почитувани, тоа е истиот советник кој на парламентарните избори јавно се приклучи кон Заев и СДСМ. Иако истиот тој 8 години ги добиваше сите тендери и бенефиции од страна на општината, со условување само за неговиот еден глас во Советот и тоа за поминување на клучните проекти и одлуки кои се од интерес на сите наши сограѓани. Почитувани, битката за Македонија е помеѓу два блока, СДСМ или ВМРО ДПМН. Неколкуте уфрлени мали советнички листи или кандидати се пуштени намерно и имаат за цел само да наштетат на резултатот и во иднина да го блокираат мнозинскиот совет и работењето на председателот на Советот. Како кандидат за еден председател на Совет, ве повикувам да излеземе на 15 да го дадеме гласот за број 13 и кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН и број 13 за мнозински совет. Да не дозволиме повторно да бидеме оценувани за реализирање на клучните проекти кои што се во интерес на сите граѓани во општина Кавадарци. За убаво Кавадарци, за Македонија.